Будење со Јулија. Најдраги мои, еве, вие ја видовте на јавната шпица и знаете дека е време за нашето заедничко будење. Драги мои, еве, долго се мислев како да ја започнам оваа емисија, бидејќи како што знаете вие кои што не следите, кои што следите нашата програмска шема, знаете дека минатата недела нашата програмска шема тотално се промени. И еве сега започнуваме заради тоа што на некој начин помина таа траурна, кобна недела која што буквално од корен не измести сите. Вашиот водител и мотиватор на вистина се мислеше како ќе успеам да ја започнам емисијата, бидејќи сочувствувам и тоа како сочувствувам со таа состојба, заради тоа што знам што значи да се случи една таква загуба, поготово за мајките кои ги изгубија своите деца, затоа што само мајка која што изгубила дете знае да сочувствува и да се соочи со болката на мајката која изгубила дете. Затоа што ние додека не искусиме некои работи не можеме да сведочиме онака како што треба. И јас сега не би сакала да во еден таков пат да ја почнам денешнава емисија, бидејќи сакам на сите вие кои што ќе го гледате денешното издание и репризните изданија, да на некој начин добиете поддршка, да добиете, да речам, адекватни или примерни барем совети од моите гости, денешни гости, бидејќи и добивав понуди јас да зборувам и можам една цела емисија и сама да ја направам, што се однесува до едно такво траурно искуство, но едноставно, како што гледате, ние сме сепак само луѓе и емоциите преовладуваат. Кога емоциите преовладуваат кај мене, која што со години, значи веќе 30 години работам на себе, на духовниот пат, со разни техники, со еден куп семинари, со толку многу прочитани книги, со искуство со луѓе кои што работат на духовноста, на духовното живење, на духовниот раст и развој, терапевти, енергетичари. Кога јас од едно такво огромно искуство се уште емотивно паѓам, што останало за тие кои што навистина немат воопшто познавање од тој дел на нашето битисување. Воопшто немат познавање за тоа што е душата. Кои сме ние кога ќе дојдеме овде на земјата. Едноставно стихино, затоа што повеќето од луѓето некако стихино го живееме својот живот, се додека нешто не отрезни. Не мавне баш онака јако, па да почнеме да се прашуваме што е тоа, кај сум ја, зошто сум и зошто тоа мене ми се случува. И па ете, вашиот водител многу одамна ги почувствува тие удари, затоа што животот не ме мазеше и не ме пазеше. Многу рано се соочив со губитоци, значи на 22 години го изгубив сопругот и тоа беше едно траурно искуство и потоа се редеа други такви искуства од губиток на родителите до најтраурното губиток на сопственото едно и единствено дете. И сега, драги мои, јас на вистина мислам дека со моите денешни гости ќе допреме до вас заради тоа што знам дека деновиве многу се пишува, многу се зборува за тоа, многу енергијата е многу хаотична пред се, а за душите кои што заминуваат од оваа реалност, најмалку им е потребна хаотична состојба, бидејќи душата се уште не го нашла своето вистинско место таму и едноставно нашата болка и сиот оној, да речеме, болката и тагата како емоции кои што се природни и нормални,
но сиот тој хаос на едно безредие, да речеме, на незадоволство, на бес, на лутина, на омраза, на се оно што се сее по социјалните мрежи, додатно ја дестабилизира душата која што го напушта телото. И ако сакаме да бидеме придонес за таа душа и за тие душички, значи 59, прво и основно треба да скручено секој во себе до 40 дена да се предадеме, драги мои, на молитвата. На молитвата и на тишината, и да му дадеме време, да дадеме време и на болката и на тагата да се процесуираат. Затоа што се е процес. Како одат тие процеси? Јас денеска со моите две гостинки кои што ги покани, верувам дека и еве јас како трет во целата таа ситуација која што навистина сум го искусила тоа искуство, и затоа сакав да бидеме навистина еден придонес за вас кои што ќе ја гледате оваа емисија и да добиете малку една, да речам, слика која што нема да ве стави во хаос, нема да ви налага морате ова, морате она, нема да го стави напред своето его, бидејќи видовме како егото реагира во вакви ситуации, и во вакви ситуации егото вели јас се знам, кои сте вие да ми кажете, затоа што многу паметни се знаат, но всушност во една ваква ситуација не постои надпревар кој повеќе да каже, кој да биде помудар, кој повеќе да дига джева. Едноставно има пат по кој што навистина треба пред едно смирение и да се соочиме со вистинската реалност која што ја доживеавме. И сега на почетокот, како и секој почеток, јас ќе започнам молитвено со една моја песна, бидејќи на душите кои што заминуваат им требаат исто така молитвени песни, смирувачки песни, нехаотични, и затоа бидејќи на некој начин знам, јас мојот пат го знам и како Господ ме тераше и да станам и да пеам кога ми беше најтешко и кога не можев, но како тогаш да пееш или каква порака да пратиш, освен да биде молитвена, да биде лек за душата и лек за душите таму. Одиме со една молитвена песна кон мајката Пресвета Богородица и потоа, драги мои, се враќаме назад за да го започнеме нашиот денешен разговор со мојата прва гостинка. Дење со Јулија. Oblaci izvišena, letaj v nebesa ti radosna, kako angel sa kriljata. Majko Božja Bogorodice, milostiva Vladičice, imam silna verba vo tebe, ke te molam za spasenje. Yeah.
kad toј ни даруваш, солза мајко капнува, тебе пресвета те бакнува. Мајко Божја Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Мајко Божја Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Птицо моја недостижна, тебе дланка ти подава, дај ми зрно од радоста, искра надежда насмевка. Мајко Божја Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Мајко Божја Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Имам силна верба во тебе, ке те молам за спасение. Будење со Јулија. Ете сме, драги мои, во студиото и верувам дека навистина денеска сакате да слушнете кои се моите денешни гости, покрај тоа што ете отиде веќе копчето на гостинката од озгора од режија, како и да е. Значи, навистина ми е драго што ете имам таква можност денеска на овие горливи теми, но навистина се тоа особи на кои што можам да кажам да се потпрам заради тоа што знам дека зборуваат од срце, зборуваат од искуство и зборуваат од многу знаење и многу мудрост, заради тоа што за овие теми реков дека навистина пред се треба човек да биде и мудар, да биде во себе, да биде приземнет и да се зборува навистина трезвено. И денеска прва гостинка, НЛП тренер и системски коуч за семејни констелации и уште што не, таа има доста вака признанија и сертификати, но тоа се првичните и најважни нејзини, да речам, признанија во областа на личниот раст и развој. Марина Анчевска, мојата драга пријателка. Маринче, добре ми дојде, навистина се радувам што си се видовме после толку време. Да, добро те најдов, драга Јулија, и ти се восхитувам на храброста да отвориш оваа тема, покрај тоа што и ти се уште живееш таа емоција, нели? Меѓутоа, како што кажа, самата твојата свесност, твојата мудрост, работа на себе низ годините, наоѓаш начини како таа да ја канализираш. Друго нема поинаку, освен да можеш да се носиш со тагата и да ја преточиш во љубов. Така да за тоа ти давам огромен почит кон тебе, затоа што овие теми, и друг пат сме кажувале, значи овие теми се толку значајни теми, кои што за жал не го има толку своето место, да кажеме, признаено како што треба, меѓутоа ете преку овие вакви трагедии што ни се случуваат и ќе ни се случуваат, ако продолжи вака, може би поголемата маса на луѓе колективно уште повеќе ќе делуваат и ќе се направи некаква трансформација, зашто ние само копаме по моментални промени, а трансформација
бара нешто друго. Да, точно, нема подлабока трансформација. Да. И ете, ние кои што навистина долги години сме свеќе на духовниот пат, за кои што морам да кажам дека од страна на повеќето вака луѓе посматрачи сме и осудувани, многу ни се смеја и мене многу вака ме правеа дека не сум токму, па и тебе знам на што се наидува на каков отпор кај луѓето, но ете доаѓаат ситуации кога ќе сватиме дека навистина човек треба време за многу работи, па и за ова да кажеш дека си тренер за личен раст и развој, дека си коуч, дека си системски тренер за семејни констелации. Тоа не се едноставни сертификации, не се едноставни учења. Тоа е пат кој треба да се изоди. Тоа е практична психологија, искуствена психологија. Искуствена психологија, така. И затоа сакав вака да навистина да дадеме правилни смерници во смисла уште додека го започнавме муабетот, вака дека започна да емисијата званично, нели? Бидејќи никогаш не се договараме за што ќе зборуваме, него си знаеме дека темата едноставно ќе си ја наметнеме и знаеме свесно за што зборуваме. Да. И затоа Маринче сакав да порозбориме од аспект на ова се што ни се случи, многу приземнето, бидејќи како човек кој што долги години го посветив животот на овие теми, едно нешто гледам нешто што мене навистина ми запаѓа во вака на прв поглед. Ситуацијата е таква каква што рековме, нема да травматизираме ние додатно, но зошто, мислам дека и тоа е твоето видување. Да им објасниме на луѓето што значи кога во една ваква траорна ситуација, цела една нација, значи, која што ни е лекција и која што ние од таа лекција, наместо некако свесно да кажеме чека да дојдеме што сега ова ни зборува, зашто никој не си го поставува ова прашање, него напротив се потврдува нешто и сега нешто што приметив одеше на друштвените мрежи, зарем ние како да сме од Господа некако казнети дека секогаш на Македонија и се случува најлошото. Секој друг се нешто друго ни е криво. Да, значи на Македонија и се случува, зарем ние сме тие што на Македонија и се случува најлошото. И сега ако гледаш така, нели, сите да, на Македонија и се случува најлошото, нели? Никој не размислува што всушност и каква енергија и зошто е тоа ние како коучи од овој аспект, ова, кога го гледаш, тоа е всушност една нација која што од предците, бидејќи твојата специјалност се предачките линии, од предците е некако навлечена на улогата на жртва која што ја играме низ векови. Да. И овие, да речеме, генерации кои што сме дадени овде и сега за да ја трансформираме таа улога на жртва на колективно несвесно ниво се пренесува и ја порачуваат, да речеме, и луѓе кои што на некој начин ги сметаат за интелектуалци, ги сметаат за компетентни во овие области и така. Да. Тоа е колективно наследство, што се пренесува со генерации, таа епигенетика што ја вика, значи све она што нашите предци го живееле, преку нервниот систем, нели доаѓаме од тело преку тело, се пренесуваат тие, да кажеме, се она што се случувало во минатото, значи живее се уште исто и во поколенијата во кои што ние, например, сега тука, ако би биле се нормално, не би требало да бидеме во преживување. А на Македонија е цела енергија, колку години постои државава, е се уште во survival, се уште преживува. Нема крај на тоа. Затоа што ние постојано ги решаваме последиците, а не се прашуваме како дојдовме ние до овде. Да. И тоа е целиот проблем. Како нас ова ни се случува? Што ние, не тие, што ние правиме, сите заедно, што доаѓаме до оваа ситуација. Тоа се образци
пренесени образци, кјути има и полошо, така сите тие наши изреки што ги имаме укажуваат на убедувања што ги имаме и тие убедувања се уште продолжуваат. Најди си работа кај што не мора толку да се трудиш, нешто кај што не мора да правиш, значи се е тоа на повлекување, нема проактивност, се е на реактивност. Така. Ама тоа не е така, не е тоа сега случајно. Да. Тоа е, ако си ги земаш твоите родители, земи ги нивните родители, значи, што све се случувало таму, ти се уште го живееш. Освен оние што направиле промена, што работеле на себе, па излегле од таа матрица. Затоа што тоа неминовно се пренесува. Ако јас се сетам кај моите родители, нели, што сум гледала, како они се справувале меѓу себе, како они го прифаќале животот, тоа се убедувањата нивни, кои што јас исто сум ги живеела. И за мене, например, животот долго време бил борба. А се ако се прашам за што сум се борела ја, што е таа борба? Ама такво било убедувањето во семејството. Пари не паѓаат од небо. Мора да се трудиш, мора да се бориш, мора да работиш. И среќа јас сум го изакла тоа убавото тоа, пошто моите родители биле на некој начин скромни или како порано што викаа со крстот на чело, што такви ретки се, нели? Што значи тоа крстот на чело? Значи добар за себе, добар за семејството, добар за целиот систем. Да се балансира. Сега, во зависност од тоа, од каков систем доаѓаш, ако тебе нешто ти се случува во животот, сега збориме секојдневие, не збориме за колективната траума. Не? Да, така. Добро, од да, индивидуалното нели се шири, па на некој начин сите сме, зашо викат, сите сме поврзани. Апсолутно. И сега ја тоа ако продолжам да го живеам тоа убедување и ми се случуваат работи и се чудам и ќе речам државата е крива, клиентот е крив, менаџерот е крив, ама ти тоа си го привлекол. Има лекција во тоа што треба ти да научиш, зашто ти ако не направиш промена, тебе тоа постојано ќе ти се повторува. Нас постојано истото ни се повторува. Токму така, и сега кога веќе спомна за тие уверувања, дека нели ја спомнавме и државата тука, како го носиме тоа, да имаме исто така, значи да им објасниме на луѓето, заради тоа што нели тој револт исто и за државата, за се она, фактички сите тие и тие што се на државни функции, сите ние, значи луѓето мора да ја видат, сакам да ја видат пошироката слика. Значи, пошироката слика како од една индивидуа и повеќето индивидуи на еден простор, скоро ја живеат, нели она како што викат таа карма, значи таа поврзаност. Некаде каде што нас не идентификува како македонци на ова тло. Така. И сме исто државата. Да, и сега сакам тоа дозволи само, значи сакам она како започнуваме ние од улога на жртва на нашите родители и како ние прифаќањето на колективното или на нашите водачи, како тоа што го спомнавме повлекување, значи како действува и на колективно, и на државно, значи едноставно на целата средина во која што ние битисуваме. Зашто некако имам впечаток, мислам дека и ти ќе се сложиш, дека сите ние, па и од оние кои што не водат, има тенденција ќе се осветли нешто и потоа се повлекува. Значи енергија на повлекување, не е енергија да се истера до крај, еве да речеме условно правдината, со разумно, не со она, дај се ја удри, не ме разбираш? Да. Едноставно, има начин како да се направат тој пресек, еве да речеме, на работа. Ама за тоа треба свесност, работа на себе, меѓутоа е возможно. Може би ова што ни се случува сега, може би не почнало, еве со овие деца што загинаа, што се жртви уствари на тоа што било претходно, не почнало со нив, меѓутоа дајте да заврши со нив. Немаш ли впечаток, сите ние кои што духовно многу да речеме работиме, и знаеме дека и Библијата тоа не учи, едноставно дека за да се дојде до љубовта бара големи жртви.
Да. И сега нас божественото не учи, значи ние толкава жртва е ова. Да. Значи ако ти народот е заспан до таа мера, Да. зборуваме од духовен аспект. Да, се да, случува голема жртва, значи голем удар, зашто вака не се освестуваат поединечно колку народ ни отиде. Да. И се си мислат на некој друг тоа му се случува. Нас да, не може. да. И кога ќе се случи тоа масовно, за жал, значи едноставно барем тоа што викаш ти да биде последно, да стварно некоја работа да се истера онака како што треба, да се отворат градите, да видиме ние до кај сме, колку можеме. И зошто постојано кога Исус ја даде својата жртва на крстот, и зошто постојано Македонија, кога ние знаеме колку жртви оваа земја и колку зошто постојано да даваме жртви, а од жртвата да не извадиме никаква лекција, никаква поука. Да. Тоа е затоа што кодирањето ни е тоа. Ние прво треба да разбереме, гледаш, цело време постои поделеност. Ние и тие. Ние и тие, токму така. Нема свесност дека и ние и тие сме во еден исти систем. Ке објаснам наједноставно, нели? Например, некој човек ќе дојде и сака да смени некаква навика. Еве најобична навика да не јаде веќе чоколадо. Значи, тој човек воопшто нема свесност дека прво неговата рака оди кон чоколадото. Така? Да, апсолутно. Значи, ова што се случува не е само ние и тие, туку ние сите имаме некакво. Ајкер каже, оваква еве неговата рака оди, ама вика јас не го купувам чоколадото, партнерот го купува. Нели? Викам, кога одите во продавница, кој го зима чоколадото од рафтот? Не купувам ја, партнерот ќе го донесе. Кој ќе остави партнерот, значи другиот е крив. Ќе дане партнерот кој ќе остави чоколадото, кој ќе гледаме филм, и сега тој партнер јаде, и јас јадам исто од тоа затоа што немам контрола, што значи ние немаме воопшто свесност колку сме ние исто вклучени во целото ова, во целиот систем. Затоа што се што се случува, секој човек кој што е назначен и одговорен да биде за нешто, имаме и ние удел во тоа. Така? Ама токму така. Значи, имаме и ние избор како ние ќе се однесуваме. Значи, не може да биде само до другиот. Не може да биде државата ни е ваква, Грција не насака, бугарите не насакаат или било што. Ние исто имаме тука влијание и можеме да направиме промена. Сега, да не шириме толку нели на големо, меѓутоа, прво, најзначајно е, кога ќе се случи ваква трагедија, нема признание. Прво и основно, нема признание на грешка. Значи, тоа е, некој треба да признае. Некој треба да каже, да, ние сгрешивме, направена е грешка, превземаме одговорност, значи, за да не се повтори. Прво нема признание за тагата, затоа луѓето реагираат на секаков начин. Што ќе читаш на социјалните мрежи, имаш револт, имаш тага, имаш псуење, имаш луѓе што воопшто не се вовлекуваат во тоа. Значи, секакви стратегии на справување со нешто што ние мислиме дека немаме влијание на тоа. Тоа е проблемот. Што мислиме дека немаме влијание. Ако е така, можам да кажам, ете, татко ми и мајка ми се такви, тоа е. Тоа е мојот живот, што се ја да правам? Такви сме. Ние во семејството. И многумина и така си тоа е проблем, да речеме. Зашто ја прифаќаш состојбата како таква, а не бараш начин да смениш, пошто таа состојба, ако ја викаме, тоа е, такви се моите, татко ми е скромен, да кажеме, зборам се онака, нели, татко ми е, например, скромен, мајка ми е жртвата во семејството, тоа е, јас кога одам на работа, не можам со авторитети да се борам, жртва сум ја, пошто тие викаат, немаш збор до нив, и го прифаќам уствари тоа, а не сваќам дека јас имам можност да направам промена. Апсолутно. Дали сакам, сега прашањето е за сите нас, дали ние сакаме вака да живееме понатак? Па ја мислам 99,9% или зависно кој каков интерес има од ваква ситуација, во 80% можда од луѓето ќе речат не сакам. Не сакаме, добро.
конкретно, што ќе правиме? Исто е како да водиш компанија. Ако ја во мојата фирма гледам дека нешто не оди, не функционира, така е, јас ќе најдам начин да го сменам тоа, нема да се жалам, само сожалувам или да правам нешто, значи барам начин да направам промена. Значи тоа е многу поедноставно отколку што ние мислиме, да се смени нешто. Прашањето е прво дали сакаме, нели? Што ќе изгубиме, а што ќе добиеме, да видиме балансот, нели, каков е. После ќе видиме на кој начин тоа ќе го правиме. Ама мораме да сме свесни дека ако вака продолжиме, тоа што ја гледаме загубата кокава. И тоа ќе продолжува. Значи, ова не е ни прво, ни последно. Да, еве сега кога да речеме нашите гледачи не слушаат, можеби ќе си речат чекај како ова ќе продолжи, зошто да продолжи. Можеби ќе си мислат дека знаеш ние сме некои пророци дека нешто сакаш да продолжи, апсолутно не сакаме да продолжи, туку на некој начин ова е едноставно ако не се сакаш да ако нема разрешница, значи енергијата како таква останува и таа продолжува да работи зашто се енергија. Тоа веќе ние го знаеме. Ама луѓето кои што мислат дека стихино нели се случуваат некои работи и дека немат одговорност за тоа, бегат од одговорноста, поготово оние што немат, да речеме, трошка сочувство или емпатија во таква ситуација, значи некои луѓе апсолутно не чувствуваат за одговорност, барем малку да си скратат, да имат една почит, една милост, една благост кон она што се случило. Едноставно, тие си го терат за нив животот бајка, да речем. Па добро, пари кога имаш, имаш се. Во наводници. Меѓутоа, секој, нели, сега во оваа ситуација, сега не збориме, нели, за семејствата на починатите, тоа е тема која што треба да остане да мирува. Токму така и го реков и во самиот увод. Ние зборуваме сега, добро, може да се начнеме на тоа, како год да е, само еве сега зборуваме за тоа што ни се случува, за одговорноста на секој од нас во една ваква дадена ситуација, за да не ја зголемуваме енергијата која што и така се осеќа, еве помина неделата на жалост, така, но се уште во воздухот, како во воздухот лебди оној траор, она, да речем, се уште некако тешка енергија која што не ти дава, ако си нормален човек, нити да се насмееш како што треба, нити да, нели? Да. Тоа све влијае, апсолутно влијае, колку загуби имало, Тоша Проевски да земе, тоа се уште песната која ќе ја слушнеш на Тоша, повторно те враќа назад. Така, тоа нема крај. Меѓутоа, тоа е да секој се справува различно со тагата, ти самата си знаеш со загубата, како, нели, и кажа самата, на 22 години починал сопругот. Значи, како тоа си се справувала, како сега се справуваш, најверојатно има разлика поради твојата освестеност, работа на себе. И тоа кога зборуваме, не зборуваме за тоа дека ти тагата треба да ја закопаш си ја ставил не по може тепих. Не. Тоа е баш соочување со тагата. Токму така. Да, и тоа и друг пат сум го кажувала, значи, еве вака кога има човек загуба, тоа е црна дупка во душата. И таа дупка останува. Ти самата ќе дадеш од време на време светлина или некојаш ќе влезеш и самата во таа дупка затоа што тагата те надвладува, па излегуваш, меѓутоа и ти, и сите луѓе што имаат таква загуба на близок човек, околу таа црна дупка креираат живот. Така. И тој живот е твоја одговорност на некој начин, нели, твоја енергија, твоја желба да изгради живот околу таа дупка што е направена поради загубата. И ти си го направила тоа. Апсолутно, меѓутоа не значи дека не влегуваш во дупката.
не те надвладува. Така. Тоа е нормален процес и тој процес апсолутно не треба ниту да се форсира, ниту па да се остави така, да навлезеш повторно во некоја друга улога, меѓутоа овие 40 дена не се за џабе. Значи тоа стварно треба тихување, ти кажа, мирување со семејството, тагување, плачење, прво освестување на шокот. Значи тоа е ненормална шок и болка што телото треба прво да го процесира тоа. Ти си имала можност со Андријана да се збогуваш, можеби, не знам како ти бил тој процес, меѓутоа си била во нејзина близина постојано, така? Да, само никогаш човек нема да каже се збогував. Не. Заради тоа што секогаш си пак изненаден и секогаш си неподготвен. Ето е. Заради тоа што, знаеш, човек кога верува, ти веруваш до последниот Бог, до последниот момент дека Бог ќе направи промена. Но многу е важно да речам сега, не би сакала да навлегувам до тоа, се многу широки теми и ќе се ставам во друга енергија, не ќе можеби да истирам емисијата до крај. Многу е важно во сето тоа човек да, знаеш како велат, треба нели разговор со познати, со пријатели ти бараш, но да освештиш уствари дека најмногу треба да си сам. Сам со себе, во најголемата болка. Да, тоа е. Во најголемата болка, ако кој ќе издржи да биде сам со себе. Да. Сам со себе тој ќе успее да. А кој ќе бара стално патерица да се подпира на некого, тоа може да влезе многу длабоко да се вкорени и да се играш улогата на жртва и постојано да се подпираш на некој и да бидеш товар на сите и на самиот себе. Се подпира постојано на друг. Па затоа и тоа сакав да кажам. Значи во седно нешто, ние не треба да бараме патерица. Не треба да значи мора сами со себе да се соочиме. Да. Ова е такво, како да кажам, едно траорно будење, значи кога нас ни се случуваат работи, да речеме еве индивидуално, големи шлаканици, нешто многу да не извади од нашето битисување, од кожа и еве на пример и во секојдневен живот. Одиме и нека особа, нели знаеш, нека особа стално те нервира нешто. Тогаш луѓето знаеш што прават, они одат со тоа, ама ја не му ќе, место да рече чекај сега што ова во мене се бунтува против таа особа. Види, ние немаме учење на колективно ниво за тие работи, Маринче, тоа ќе се сложиш. Ова го учевме јас и ти и некои луѓе вака што на вистина сакале да го учат, и да не бидам нешто што сега можеби луѓето ќе ме сватат погрешно, бидејќи тоа се моменти кога луѓето, мислам дека, види, сме го правеле муабетот и на ниво на држава ќе треба да се сменат учењата, ќе треба за да се смени колективната свест, ние мора да учиме многу. Неформално образование, ама структурирано неформално, искуствено образование. Значи, што имаме ние, ја ако прочитам книга, еве сум учела, например, да кажеме, некој факултет и само читам книга, сум учела, сум полагала испити и после ќе одам да работам со тоа, ништо не знам, искуствено. Че треба процес, за се е тоа искуствено учење, искуствено образование. Како ти да се соочуваш со животот воопшто. А тоа го нема. Не. Значи, на години наназад ве гледаме како се менуваат и системите, едноставно, види, секој ден кога би се усмерил, да речеме, уште од основното образование, кога тоа некако би било приоритет на оние кои што се задолжени за тоа. А види, веќе свеста расте. Јас само едно не можам да разберам. Зошто кога луѓе кои што ќе дојдат, например, на такви одредени функции, уште не замајаваат дека овдека некако се чувствуваш како подценет, тоа го зборевме и пред тоа, како да ти ја подценуваат интелигенцијата, знаењето, дека ти знаеш што му треба на ова општество. Некако не замајуваат се уште со детски муабети и околу за образование, и околу, не знам, некои системи кои што треба да функционираат во
во земјата, а всушност не е така. Да, некогаш тие колективни промени се случуваат преку индивидуални промени. Значи, така повеќе се дејства, отколку веднаш да се случи трансформација на колективно ниво. Еве, ја 18 години го работам Центаров, Да. во Македонија, низ кој што поминале многу луѓе кои што направиле промени, и тоа јас верувам дека е проширено, дека тие луѓе што имаат направено промена, можеби немаат значајни промени во општеството, меѓутоа во нивното опкружување да. И затоа овие дејности, ова образование, неформално образование, независно што е, нели, неформалното, искуственото образование, сега гледаме дека многу повеќе луѓе се занимаваат со оваа работа, затоа што потребата е таа, бидејќи не можеш на друг начин да направиш некое влијание за некаква трансформација. Одиме на другата страна, па одиме преку себе, искуствено. Си издигнуваш себе си, па ете јас професионално, потоа тоа го пренесуваш. И тоа не е само во Македонија, во цел свет. Во цел свет, така Во цел свет, да. Затоа што гледаме дека старото веќе не функционира. Да. Мораме, а посебно во вакви ситуации, па исто еден друг сегмент, воопшто да се нема свесност за телото, бидејќи траумата е телесна реакција. Да. И не можеш ти психолошки со разговор да ја решиш. Да, апсолутно. Да. Тоа е телесна реакција, значи тоа е... И тоа е процес кога таа траума, па види, ние некои трауми не сме свесни, ги носиме од, значи, од самото доаѓање, од раѓање, не сме свесни за тие трауми, а замисли кога една ваква траума кај што си свесен и тоа стварно таа е тригер затоа што во тебе исто нешто живее, значи, за ова колективното е друго, меѓутоа конфликт со некого ти ќе го наречеш ова е конфликт на личност, човек не може да се разбере, а 10 други луѓе ќе речат, ама што ти е баш, имам ја добар однос со оваа личност. Значи, во тебе има некој тригер, нешто на што ти реагираш, што не е разрешено. Затоа таа искуствена, ама пак ќе кажам, преку телото, не може телото да се исклучи, затоа што телото телото памти се, ти можеби не памтиш што точно некој ти кажал, меѓутоа ја памтиш реакцијата. Реакцијата, така. И секој нареден пат кога таа личност ти ќе ја видиш, тебе телото ще одма ти реагира, и можеби таа личност е отворена кон тебе, ама ти се затвориш. Да. Поради искуството претходно. Затоа јас све што работам, значи ова системскиот НЛП, коучингот, констелациите, тоа јас секогаш го вклучувам телото. Не можеш да го исклучиш телото. Мене ми е многу поважно како некој ги кажува работите, отколку што кажува. И се исто и за констелација. Не мислиш како телото реагира, отколку што ги кажува со зборови. Значи, ама не јас да интерпретирам. Не, апсолутно така е. На тоа поставувам прашање, затоа што телото реагира на траума преку нервниот систем. Нервниот систем е поврзан со нашите сетила. Значи, јас ако слушам музика од Тоше не е тука, ама јас добивам реакција на тоа. Значи, ако нешто видам, или некој мене ми зборува преку гласот на некој начин, јас повторно покренувам некаква сензација во моето тело. И на база на минатото јас реагирам во сегашниот момент. Тоа е поентата, ние да освестиме дали оваа моја реакција е сега реална за оваа ситуација, или потекнува нешто од минатото. И тоа е само искуствено учење. И сега гледам дека многу се работи семени констелации се. Сакам ова исто да го кажам. Семените констелации, констелациите воопшто се само една техника. Така. Не се решение за се. Да. Кога работиш тоа, мораш да ги гледаш и другите работи. Затоа е, нели, надградба се учи се, меѓутоа да бидеме и малку реални во целиот овој процес, затоа што само психолошки не може да се реши. Мора да се превземат и други начини, групна работа е многу моќно, значи во вакви процеси, но затоа што не секој има свесност индивидуално да го помине тој процес. Така е.
Затоа треба групна поддршка. Значи, не за џабе се работи во светот групни работилници во травматични ситуации, во која беше војната во Југославија, колку работилници се правеа после тоа, нели, за надминување на последиците од војната, ама тоа мора да се работи многу преку телото, затоа што травмата останува и веќе кога ќе се спушти на физичко ниво во форма на болест, на нешто, тоа значи дека толку бил преоптеретен нервниот систем, што телото веќе нема капацитет да се бори со тоа. Сега, за да не дојде до тоа, нели, мора претходно да се работи, нормално и разговорот е важен, содржината е важна, меѓутоа е многу поважна структурата. Како јас реагирам, затоа што за мене може да е травма ако моите се карале дома во детството, например, а некој ќе рече, па шо и моите се кара, па нема врска. И одам на работа, имам шеф кој ми се дере, јас ќе реагирам на тоа, а другиот колега нема да реагира. Затоа што во нашето секојдневие, ние травма подразбираме, ставам вака, затоа што има разлика. Травма е индивидуален процес, во зависност од тоа што ти во тој момент чувствуваш дека тебе ти е закана. Најголемо освестување за тоа беше короната. Многу од луѓето се уште не се излезени од травмата од короната. Токму така. Да, и тие луѓе можеби во овие ситуации многу по-енергично делуваат и действуваат отколку оној што можеби ја поминал таа или на друг начин ја доживеал короната. Значи, ние некои луѓе не се излезени од таму, се уште. Да. Да, тоа е тоа колективно, ама има врска со индивидуалните процеси, нели гасеничкава ја стално што ја носам, со наследството што го имаме од нашите предци. И пак ќе кажам, тоа не се освестува само во семејни констелации, ти добиваш увид, точно е тоа, меѓутоа што со тој увид? Да. Потоа морате да се трансформирате, да се испрocesувате. Процес да поминеш. Процес да поминеш, да, токму така. На освестување на се. Иначе оваа гасеница никогаш нема стане пеперутка. Така, да. Да, туку ќе остане заглавена во нешто што е можеби не е ни нејзино. Да. Па ние сме склоп на многу, види кој ќе речеме сега, нели, уверување, убедување, нели, се на луѓето им изгледа тоа како еден обичен збор. Не. А колку е тоа длабоко, тоа се печати, тоа се кодови кои што ги носиме во себе многу подлабоко. Стратегии на преживување. Ете така, значи како сега да се преживе и затоа зашто викат некои птици никогаш нема да полетат или некои пеперутки никогаш, некоја гасеница нема никогаш да стане пеперутка, да. За жал, да, тоа е така. Меѓутоа тоа е животот, нели, ние се соочуваме, постојано нас животот не предизвикува, тоа е патот на душата, нема бегање од тоа, како ќе научиш ако не поминеш низ нешто. Меѓутоа на нас е колку ние тоа ќе го примиме, ќе го освестиме или не. И сега еве кога зборуваме за патот на душата спомна. Еве ти како човек кој што има големи искуства и работиш постојано со луѓе и кој што многу добро го знаеш, ја знаеш што значи душата. Дали, еве за гледачите би сакала од твој аспект, кога душата минува низ тежок животен пат, дали ние тоа до кога ние како поединци кога минуваме низ тежок животен пат, ќе велиме дека сме казнети од Бога, дека тоа е Божја казна, затоа што тоа е установено во Македонија, устоличено на пиедесталот е ставено тоа. И додека човекот кој што минува низ тежок животен пат, да речеме, продолжи да биде во една состојба на скрушеност, на потиштеност, на тага, да го покажува тоа во јавноста, тогаш тоа е окей. А ако некој се издигне над тоа, тогаш тој не е окей. Тој не знае, тој не жали, тој е ваков, значи осудување. Ти кажа, ти розови ночари носиш, кај живееш? Кај живееш, да. А никој не се запрашува како си стигнала ти до тоа ниво, да можеш да ја гледаш ситуацијата, да си свесна и преку твој начин, значи по друг начин да реагираш и да правиш промена. Ја не значи дека ако одам во црква, дека јас сум духовен човек.
Така. дека ги живеам духовните принципи. Така, дека постам, дека јас сум духовен човек. Тоа на дела се гледа. Тоа се гледа се додека ние бараме некој друг, се додека ако јас барам ти да ми го решиш мојот проблем, еве на наше индивидуално ниво, нели? Тоа значи дека јас не превземам одговорност за тоа што мене ми се случува во овој момент. Значи, секојаш ќе бидеш ти крива, па после со тебе ќе се решам, друг ќе биде крив. Така и на колективно ниво. Значи, се додека ние не погледнеме, окей, а интересно е пак, зошто сме па ние во Македонија? И тие што се бунат, што плукаат по се, а не сте се запрашале зошто си во Македонија? Да. Да. Еве, јас сум дојдена од Холандија, така? Да. Да, ја можам да се останам во Холандија. Меѓутоа има нешто што ме донело тука, ја точно знам што е. Значи некој порив од натре, желбата да бидам со семејството и се, меѓутоа тоа што сум јас тука, некој ќе рече е лесно и е нез. Не ми го знаат мене тој 18 години пат. Јас како дојдов до овде и зошто сум се уште овде. Затоа што и ние имаме избор. Така? Да. Ако сме веќе сме решиле да бидеме овде, сме одлучиле, значи тоа што треба да превземеме одговорност за ова да има друга енергија. Тоа ти е исто како во семејство. Значи ти си во семејството, си родена таму и замисли цел живот да го плукаш до семејството или да викаш татко ми беше крив, мајка ми беше крива. А излези од семејство. Да, како го да. Зашто викат каде и да одиме, себе си се носиме. Да, нема бегање. Да. Затоа мора свесно да погледнеме на работите, да ги освестиме. Да. Нашиот код доаѓа од Македонија, тие што Така. сме тука со генерации, нели, независно. Тоа е кодирањето. Сега дали јас ќе останам во таа улога на моите предци или ќе направам промена, тоа Ајде да кажеме од аспект на семејните констелации, Да, Маринче. да. Колку, бидејќи луѓето мислат дека нашите предци така се отидени, закопани си, Да, и веќе толку. готово тоа завршува. Но еве ние велиме дека таа енергија се пренесува и дека тие се свесни души на некое ниво на кое што ние не сме ни свесни овдека, значи во оваа реалност ние живееме третата димензија и многу малку имаме, освен така некои што сакаат да знаат нели за душата повеќе сознанија што се случува во другата реалност. Би сакала да од аспект на предачките линии, на предците, да кажеме колку нашите предци, нашите баби, дедовци, родители кои сме ги испратиле, би биле радосни и таму во таа димензија. Ние треба да размислиме малку и за тој живот. Таа суптилност како кај луѓето како да ја нема воопшто. А зошто ја нема? Затоа што нема пред се љубов. Затоа треба стварно да имаш љубов и да сакаш да кажеш чекај, значи тоа е една грижа и за тие наши предци, да им направиме да се чувствуваат убаво, да ги ослободиме нив, значи ослободувањето од таа, да речеме, негативна или деструктивна енергија која што ја носиме ние од нашите предци, со трансформација на сето тоа ги ослободуваме и нив. апсолутно. Ето тоа би сакала малку од твој аспект да го. Тоа се случува исто во семејните констелации, нели, ако е тоа направено адекватно и стручно и професионално. И тоа е многу важно. Прво да се одаде почит на нашите предци. Така е. Да, затоа што ние кога работиме на себе, ги ослободуваме и нив и нашите поколени. Значи не е тоа само за мене, не е тоа само едностранно. Значи и многу често во семејните констелации се осеќа таа енергија која ќе се ослободи, која ќе го предадеш товарот не на предците на таму некаде позади, каде што тоа припаѓа, се олеснува енергијата, затоа што и тие души што живеат на некое друго ниво, не значи дека ние не сме веќе никако поврзани со нив. Енергетски ние само што ќе збориме еве за некого, може да ти се јави утре, така? Па зашто да не е тоа, што е тоа некоја друга димензија? Тоа е друга димензија, меѓутоа се уште е присутно. Во семејните констелации е многу важно одавање на почета, признанието и благодарност за животот. Да, затоа што... И благодарност што сме дел од сета таа нивна енергија и што, значи, воопшто благодарност. И сакав уште тоа да те прашам кога
еве во едно семејство, знаеш, малце попрактично да кога во едно семејство, на пример, некој ќе рече, ма бега таа баба ми или не знам, мајка ми беше вака лоша или онака, добро што си отиде. Затоа што тоа се мораме да ги поврземе со примерите, за да знаат луѓето дека треба стварно секој да си побара помош. Заради тоа што таа енергија или тоа нешто тако, не значи дека ти си се ослободил, ослободил од тој твој предок, каков год и да бил. А како ние требаме, значи на ниво на таа работа на себе и со тие констелации, со сето што следува, значи да ги повикаме тие наши предци, да си простиме со нив, да таа релација, значи ја испроцесуираме и да избалансираме, иако тие не се со нас. И да веќе тоа чувство на, да речем, на лутина, на бес према таа некоја си наша преткиња, баба, мајка. Тоа е деструктивно за нас во секојдневието. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не треба да се прави ни премногу. Точно, но зошто е потребно? Зошто е потребно да го освестиме, заради тоа што несвесно го носат луѓето во себе тој код. Мислејќи дека ако отиден дека се ослободиле од таа енергија, токму тоа. Таа енергија продолжува да живее преку нас, затоа што ние го држиме, ја држиме се уште емоцијата, дали е тоа гнев, бес или што и да е, се уште држиме, што значи и него го држиме. И таа личност. И таа не може да се ослободи. Затоа треба да се работи на тој дел, да се одаде почит и благодарност. Кој да е, каков и да бил, ти од таму доаѓаш. И тоа што го правил, колку и да било тоа деструктивно, го правил затоа што и тој доаѓа од некое семејство, во кое што се случувале некои работи, па можеби тој начин на однесување му бил само стратегија на преживување. А дали ние можеме тоа да го смениме? Не можеме да го смениме. Можеме да го смениме начинот на кој што го доживуваме. Исто сакам да кажам и во семени констелации која се прави, слушам дека се, некои луѓе одат многу често на констелациите, прават, например, за еден, за двајца предци една иста констелација, тоа е многу неблагодарно и многу вознемирувачки за тие души која збориме. Значи, тоа не треба да се прави често, туку баш е тоа давање почит за тоа што, ти кај го видиш увидот и треба таа енергија да има смирение некое време. Значи, после не можеш ти пак истото прашање или на другата. Ама од кога ќе се смири, од кога тоа целото ќе се isprocesira, се вели за констелација, кога значи кога проаѓаш низ такој процес, затоа што јас стварно искуствено поминував низ такви процеси. И буквално, значи и таму ти треба 40 дена за да се смири душата, значи за да ти она што си го видел во констелацијата, буквално да го интегрираш, да го isprocesуираш, да освестиш, затоа што првиот ден си и да го примениш. И да го примениш, да знаеш што устварени што си поминал, да го освестиш тоа. И да осетиш што ти ќе да направиш, да не, затоа после треба да има процес после тоа, за да осетиш, го имам увидот, интегриран во мене. Меѓутоа, како јас се ова практично во секојдневие ќе направам промена. Така. Можеш ти пак да си тераш под истото и после нормално ќе ти треба уште една констелација, уште 10. Зашто констелацијата точно ти кажува всушност кај ти се грешките, аномалиите, каде си слаб, сите слабости ќе ти ги покаже. Сега после на тебе дали ти ќе научиш лекција од тоа или дали ќе го примениш? Ти може ќе научиш лекцијата, ама ништо нема примениш. Ништо ако не примениш, исто како да не се научиш. Зашто викам го? Значи ако ништо не примениш во реалноста, како ништо да не си научил. Па токму и ова е сега ваква една ситуација кога ни се случуваат траурни. Што ние ќе направиме Значи што каква промена? Значи ако останеш ти во истото, ако ние стално постојано имаме енергија на повлекување или дека чекај сега оној другиот, сега видов мене па нека решава. Другите како ние сето соединено ќе се носиме и како ќе бидеме дел од сета таа енергија да ние покренеме промена. Тоа се зависи од индивидуалната свест и совест. И превземање одговорност. Ја мислам дека сите знаеме што треба да се направи, каква промена ни треба, меѓутоа како ќе го направиме тоа треба, тоа. Нас не ни треба револуција, ни треба еволуција на свеста. Токму така. Со револуција, ќе скршиме све, ќе направиме све што треба, меѓутоа, што од тоа? И види, кога збориме се уште, кога збориме за свеста, мислам дека 90% од луѓето си велат за каква свест зборуваат, која сум свесен, зашто кој ме прават несвесен, ме разбираш? Ние зборуваме за на повисока свест,
Да. Значи за едно буквално будење на свеста, едно кое што ние сме свесни за секојдневното што не се случува, но ако ти не превземаш мерки, ако се живееш во тој матрикс пак да кажам на несвесност, тој код го носиш, што е свесен си, а несвесен. Да. А знаеш што е последицата? Ја оптоваруваш твојата следната генерација. Токму така, да. И ако сакаш, и твоите поколенија други, нели, са збориме за вака пошироко, да го живеат ова и бетер од ова, окей, ќе останеме вака. Маринче, ти благодарам за денешниот разговор. Верувам дека сепак и гледачите поттикнавме, нели, размислување на тие теми. Не бевме онака, како да кажам, затворени и патетични. Сепак во целата состојба едноставно со она што го знаеме и што го можеме, сакаме да бидеме колку толку придонес за растење, за развивање на свеста. И јас навистина ти благодарам што се оdzва на мојата покана денеска. Секако со задоволство. Иако одевме малце од тема на тема различно, меѓутоа целта е тоа, нели, не можеме да го гледаме системот како нешто одвоено, дека и ние сме дел од тој систем, нели, колективен систем во кој што и ние влијаеме и имаме избор. И свесно за тоа како тој систем сакаме да го градиме. Значи нема ние и тие, или тие и тие, туку сме сите ние вклучени во сето ова и ја мислам дека има шанса да се направи некаква трансформација, затоа што од промени не е доволно, меѓутоа требаме, нели, некој стручно да не води во целото тоа. Ти благодарам и затоа си стручна за системски констелации, не случајно. И тој збор систем е и во твојот апсолутно код. Се може да се гледа од пошироката слика. Не можеш да видиш само една индивидуа, зашто таа индивидуа е дел од систем и не можеш да го исклучиш системот никогаш. Ти благодарам од срце. Драги мои, одиме со рекламчиња и со малку духовна музика во моја интерпретација и ја чекаме следната гостинка. Со Јулија. Мајката една е, земјата света е, апостол пратен е, ученик Христов е, така е пишано, словото кажува, рајската градина, Господ ја погледна со благослов. Ветрови дувајте, без снага снесете, секој да чуе, секој да знае, постои љубов што вечно трае. Фала ти Боже за милоста Твоја, една за
рајската градина. Господ ја погледна, за неја е љубовта, сестра на созата. Апостол Павле е пратен од Бога е со благослов. Ветрови дувајте, весна разнесете, секој да чуе, секој да знае, постои љубов што вечно трае. Хвала ти Боже за милоста Твоја, една за наме дарена. Ветрови дувајте, весна разнесете, секој да чуе, секој да знае, постои љубов што вечно трае. Хвала ти Боже за милоста Твоја, една за наме дарена. Мајка ljudska sahrana, со Божји Будење со Јулија. That you really about it, what you're hiding.
Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Будење со Јулија. Ете, драги мои, фала му и слава на Бога, на вистина Бог мора да го славиме, треба да го славиме, ништо ние не мораме, но сепак во секоја пригода и во најгорливите моменти. Еве оваа песна Слава на Бога, на вистина ја напишав и ја отпеав во еден многу тежок момент, но едноставно ја добив такво водство. И му благодарам на Костен Костадиновски, кој што ми прати само музика, а текстот јас го напишав, едноставно јас не го напишав, но го напиша за мене некој друг кој што ми го диктираше од озгора тој текст и едноставно се водам по тие некои принципи во животот, дека и покрај тоа што ќе искусиме она можеби најтрагично, најтраурно за нас, никогаш не треба да заборавиме и да ја признаеме на некој начин Божјата волја и да живееме во согласно со Божјата волја и да во славиме Бог, зашто сепак Бог знае што е најдобро за нас.
И зошто е благослов од Бога и овој живот овде и оној живот од другата страна, и затоа што ако навистина го знаеме патот на душата, ќе знаеме дека животот овде не престанува овде, животот продолжува и понатаму, и затоа треба да го славиме и благодариме Бог, да му благодариме на Бога заради тоа што ние со тоа не значи дека животот овде ќе ни биде мед и млеко. Едноставно со тоа ќе се избориме на некој начин за она царство небеско или за она на вистинско духовно издигнување кога ќе отидеме од другата страна. Но мојата втора гостинка навистина ја поканив заради тоа што еве знаете како и со првата сакам да обработиме некои теми. Јас ова сега вака накратко што ви кажувам некои мои увиди се навистина од моите искуства, како јас се справив со некои работи од кога ме снајде она што ни на крај памет некогаш никогаш не би ти паднало дека може да ти се случи. Но сакав во оваа емисија некои конкретни работи кои што, да речеме, ни се потребни во овие траурни моменти. Мојата втора гостинка неодамна ми беше гостинка, но за оваа емисија си поканив гости на кои што и ви реков и на самиот почеток сакам да се подпрем, верувам во нив, знам што зборуваат, знам колку се свесни, знам со колку многу луѓе работат и на некој начин стекнале мудрост која што јас многу ја почитувам и ја ценам, затоа што и покрај тоа што имаме многу, да речеме, стручни лица, секој не е до таа мера свесен, заради тоа што некому тоа му е, како да кажам, едноставно рутина, а сепак знам дека некои личности, сета ова работа со луѓето и со духовноста не е рутина, едноставно треба да имаш и срце и волја за тоа. Овде кај низината книга, или ова е еден водич за ослободување од тагата, еден прирачник за ослободување на тагата, кој што навистина е многу корисен. И еве, јас денеска, тоа е жена која што исто така се занимава со семени констелации, е навистина долги години тренер за личен раст и развој, да не заборавам, и велам добре дојде на Билјана Пешева. Билјана, добре ми дојде. Добро ве најдов, Јулија, и тебе и сите ваши гледачи, и навистина ми е чест да дојдам, да повторно да дојдам, да разговараме за оваа тема. И навистина ме поттикна со твојот разговор кога ми се јави, бидејќи не планирав, нели не ми беше во памет да доаѓам. Така, и драго ми е што прифати искрено, заради тоа што сакав да бидеш гостинка, заради тоа што имаш материјал пред се, значи човек кој што можеби многу луѓе се занимаваат со нашите емоции, да речеме, затоа што сега навистина имаме луѓе кои што се обучени за таа работа, но сепак еве твојата книга неодамна имаше и промоција и ти беше кај мене гостинка, овој водич за ослободување на тагата која што сега нели многу е присутна и која што е баш онака актуелна, и мислев дека е навистина вистински погодок пак да прозборуваме за ова твоја книга, за темите, за тоа што тагата преовладува, а тагата сама по себе не носи само една емоција, таа примарна емоција која што ние можеме да ја дешифрираме или да ја освестиме, нели, но носи многу повеќе од тоа. И еве сега вака да почнеме од некаде. Да, значи инспирацијата кога почнав да ја пишувам оваа книга, всушност се базираше на долгогодишното искуство што го имав во работилниците и моите семинари кои што се поврзани со ослободување од емоции, од потиснати емоции, тука доаѓаат нели негативните потиснати емоции кои што тие ни се наоѓаат во на потсвест и тие ни прават саботажа во нашиот секојдневен живот. И самото искуство, значи со искуството со луѓето ме поттикна да размислувам дека можеби се разбира дека сите чувства се важни, но дека тагата многу длабоко да влезе во нас и едноставно да тлее, да постои додека ние го се движиме низ нашиот живот и правиме тоа што правиме. Всушност, кај тагата, ние кога губиме нешто, кога чувствуваме загуба, не мора да е тоа само загуба од некој близок кој што починал, може да е загуба, например, старењето, ја губиме младоста, може да е загуба промена на место на живење или нашиот партнер не напушта или ние менуваме нешто во таа релација и тоа чувство на
дека губиме нешто, ако не умееме да се соочиме и да го на прав начин процесираме во нашиот живот, овозможува внатре во нас да се создаде една енергетска блокада, која што понатаму може да се одрази на нашето физичко тело, дали во психосоматски некои заболувања, или пак во нашето ментално тело, во умот, каде што ќе мислиме негативно, ќе се навраќаме на минатото. И оваа книга има низа на алатки, вежби, кои што ја ги всушност ги користам на моите курсеви, кои што може некој кој што не сака да оди на психолог, не сака да зборува, особено машките се за тоа, они не ќе да споделуваат многу чувства, но е убав начин да ја отвори книгата и да поминува низ вежбите и нели сам да си размислува или да си размислува маж или жена сеедно и да си донесе некој заклучок да види дали навистина јас сум блокиран во животот и не чувствувам радост, бидејќи нели тагата е спротивна од радоста. Кога сме обземени од тага, просто ни е неверојатно и невозможно да почувствуваме радост, а животот тече. И тоа што се случило, ние не сме сакале да се случи така, дали е тоа загуба, еве како што е сега загубата, или пак некоја друга травматска за нас ситуација, животот тече и ние треба да научиме да живееме и да ја чувствуваме радоста повторно, можеби на друг начин, но да ја чувствуваме во животот. Имено и ти си за тоа, за мене си навистина пример, за тоа како го живееш својот живот после толкава голема загуба, страшна загуба за секој еден родител, да најде начини, алатки, методи каде што ќе ја врати животната искра во себе, бидејќи ние всушност враќајќи ја радоста се враќаме на себе, доаѓаме до својот баланс. И во книгата, например, тоа е оно што го зборевме нели на телефон, го имам објаснето концептот на тоа како ние луѓето го исто така структурираме нашето време во услови на загуба, бидејќи тогаш кога ќе загубиме некој, особено некој ако сме го поминувале цело време животот со него или брачен партнер, да кажеме, или некој близок, се отвара пред нас едно огромно поле на време, кое што изгледа од таа перспектива како да не умееме, не знаеме како да го пополниме. И всушност овде објаснувам нели на каков начин ние луѓето го пополнуваме нашето време кога се соочуваме со загуба и нели техники и што може да примениме за да всушност бидеме свесни што правиме, дали сме премногу заглавени или имаме потреба да направиме чекор еден понатаму и нормално да ги поминеме оние фази во тагување кои што сега актуелно нели на сите мрежи секаде се јас велам теоретски, сегде научно се објаснуваат, но навистина човек кога поминува низ такво лично искуство е индивидуално, е лично и треба време да на човекот му легнат чувствата, лутината, бесот, сите фази низ кои што поминуваме и тогаш е навистина многу потребно да имаме некој на кого ќе се обратиме. Ако тоа не е психолог, голема помош може да понудат близок некој човек, но човек кој што го има поминато истото искуство. Неодамна, бидејќи нели држаме јога часови, неодамна имавме, скоро тоа беше, разговор со луѓето што доаѓаат на јога часовите и една од жените кој што е дел доаѓа кај мене на јога подолго време, имаше голема загуба во семејството, исто дете почина од болест. И она баш сподели со мене, ми рече, навистина не може никој да ти помогне во тој момент, ниту пак да сподели, да те разбере, освен некој кој што поминал низ истото. И тогаш, вика, едноставно го разбираш, едноставно доволно е да си присутен, да го ислушаш тој човек ништо поминува, да бидеш за него тука, без оние нели зборови, ќе помине, не се секира и така натаму. И затоа кога човек поминува низ загуба, каква и да е таа, убаво е секој пат да се слуша, да најде луѓе, пријатели, да истражува кои што поминале низ таков тип на загуба. Да, јас можам да кажам од моето искуство, поникогаш сите оние луѓе кои што се низ обкружувањето и кога човек ќе доживее толку голема загуба и таква тага, може би некогаш не ни помогнуваат во целата работа да ти некој да ти помогне, едноставно ти ја разгоруваат и тагата и болката, заради тоа што луѓето не се обучени, не знаат како да тешат. А пак од друга страна, тој код што ни е во нас, дека ние треба да бидеме во улога на жртва, за да луѓето ја признаат таа наша тага, за да ја видат таа наша тага,
Значи, постојано бараат и тие кои што се во таа тага некако признание да бидат видени дека навистина тагуваат. Јас тоа можам да го оправдам на некој начин, но сакаме сега ме поттикна ти, можеби воопшто не мислев да зборувам за тоа, на некој начин дека мора да се освести дека ние колкава голема е таа тага и дека треба да бидеме толку силни на моменти да се издигнеме на тоа да се потпреме само на себе. Значи, некогаш ни разговор со некој не е добар, заради тоа што ќе разгори тагата, освен ако не е од другата страна човек, што рече ти, дека навистина поминал низ тоа. И ќе знае во таа ситуација како да ти даде адекватна подршка, кој збор да го употреби, затоа што многу боли човек кога е во тага, кога некој ќе ти каже било каков совет кој што ти знаеш дека не може во тој момент да кореспондира и да ти биде како да кажам поддршка. Не може, Значи, јас само би сакала уште ова да додадам дека имав, да речем, разговори со многу луѓе кои што се духовно на едно високо ниво пак тука. И тие сега, бидејќи не поминале низ такви процеси, се чудеа како толку долго тоа може да трае, па Јулија ти знаеш, па ти мораш да не зе радост, не знам ова, не знам. Луѓе, остајте ме, значи, тоа е толку индивидуален процес и затоа од аспект на професионален коучинг и овдека ова книга каде што имаш многу практични вежби, може би е најдобро луѓето кои што ќе освестат дека се нели во таква емоционална заглавеност, навистина да барат адекватна подршка. Затоа што преголемата тага кога се тагува со најблиските, а кои што нели стварно може да не однесе во амбис. Јас знам многу мајки кои што навистина полека венат, полека се ги снемува. Треба да има човек во себе и ментално, тоа се нарекува нели степенот на нашето ментално здравје поврзан со нашата целокупна благосостојба. И во услови на голем стрес, загуба, тага, без разлика, еве не мора да е човечка загуба, може да е било каква загуба, љубовта на нашиот живот не остава. Секоја загуба за некого ја знаеш најголемата загуба. Најголемата загуба, да. Доколку степенот на која ние колку побрзо се вратиме на својот баланс, на својот спокој или мир, тоа покажува колку сме ментално силни, здрави. Нели, на степенот на ментално здравје баш така се гледа. Баш така, и ако човек во текот на животот, еве како ти, како многу луѓе, оделе на различни техники, истражувале, читале книги поврзано за сам развој, грижа за себе, имаат ниво на свесност малце подигнато и исто така имаат луѓе околу нив кои што ги разбираат и не им викаат ајде во ред, леле, кјути, леле, да не збориме подобро, или како што има не зборуваат за нешто што се случило страшно или трагично во фамилијата. Тие луѓе побрзо, бидејќи сакаат да си го вратат спокојот, несвесно, побрзо да наоѓаат начини и истражуваат како да дојдат, едноставно како да се стабилизираат, јас тоа така го велам. Не е само загуба на дете. Јас имам искуство, например, кога има родител проблеми со тинеџери, а тоа е, да речеме, какво е целото наше општество тоа е сериозен проблем со кој што се соочуваат родителите, бидејќи нема систем, нема образовниот систем не е силен како на времето, на улица целата онаа заштита полициска кој што била на времето, сега да споредам, ја нема, целиот систем не е како што треба и родителите навистина се соочуваат бидејќи тие треба да се борат, нели, за да се борат своето дете, еве да речеме да го изнесат на да го спасат буквално, да го спасат буквално од улицата, а од друга страна нема државата, системот не го поддржува. Порано системот поддржувал, имало институции, имало специализирани доктори и така натаму. Тоа е исто губиток кога детето ти се измакнува од раце и го гледаш како пропаѓа. Гледаш како пропаѓа и имено во тој период, значи јас им советувам и јас имав, нели, тинеџери сум имала и знам, го имам искусен од тој момент. Им советувам да најдат човек кој што поминува низ таков тип на проблем. Јас тоа го правев. Јас одев, барав луѓе, мајки, татковци кои што поминале
низ таков проблем кој што ја се соочува во тој период. Не можеше исто како ти, никој да те разбере. Сите ми вика, остави, па што има врска, па дете, ама јас гледам дека тоа не е правилно да речем. И ти како родител, значи бараш начини како тоа да го направиш и не можеш да го добиеш од луѓе кои што не го разбираат тоа. Дури сега еве кога ќе дојдат некои на јога со тинеџери кога ми зборуваат, ја ги разбирам, ама другите кога зборуваат за истото не разбираат бидејќи не го поминале искуството. И тоа е можеби најважното. Сепак да биде тоа емпатија, да не е сожалување. Во Македонија нели има постојано момент дека мора да плачеш и да си мизерен, за да луѓето видат дека тагуваш. Сите тагуваме и да те сожалат. Така, и да те сожалуваат. А сожалувањето што е? Ти ја земаат енергијата и те прават неимоќен. И постојано си во улога на жртва. И тогаш и тоа е постојано влегуваш да бараш помош така да се потпреш на друг. Нас ни треба еве година дена да излеземе од таа некоја состојба внатрешна на загуба. Дечкото, да не зборуваме поголема загуба, дечкото те оставил година дена, ама после тоа одговорноста наша е да се вратиме на себе. Така не е да цел живот да се враќаме назад и тоа како ќе беше, онака ќе беше, тоа значи ги играме оние игри и не сакаме да превземеме одговорност за себе. Пак некогаш е тешко. Луѓето не се толку свесни и развиени. Затоа служи еве мојата книга Водиш за ослободување од тага. Може, например, оваа техниката што е работел психологот Филис Кристал, ослободување од врските. Тоа значи ги ослободуваме врските, енергетските врски со кои што сме поврзани. Психолошка техника исто и семени констелации. Меѓутоа, јас исто ги работам тие техники кај што има енергетски момент. Значи, не е само психологија, туку е поврзано и со поголемата слика, еве како што каже претходната гостинка, ја слушав на кратко, со поголемата слика, бидејќи кога гледаш одозгоре, кога гледаш целата енергија, целиот тој систем, практично разбираш и можеш оддалеку да видиш целата таа ситуација, така да било која техника која што е блиска и разбирлива за човекот кој што поминува низ некаква загуба, треба да се направи. Се разбира во почетокот, не може првите 10 дена, 40 дена, првите месеци тоа да се прави, на човек му треба време да слегнат натрешно чувствата, да помине низ тие внатрешни фази на дали е лутина, дали е депресија, за да дојде до некаква базна точка од каде што ќе почне полека да се издега и затоа е потребно време, а ние луѓето сите сакаме се да ни се врати по старо, нели? И многу често пати се случува, например, една што доаѓа на моите работилници на јогата и така натаму, вика една моја пријателка, детето го зема животот и вика толку ми беше непријатно, јас не можев да исјавам после тоа. Бидејќи ни е непријатно да соочувајќи се со загубата или стравот кога ќе го видиме во очите на другиот човек, ние се соочуваме и со нашиот страв. И всушност баш тоа е, нема потреба да се жали, да ја сожалуваме, туку ние емпатично, како човек се обраќаме, може да разговараме за темата, но сепак треба малку и да бидеме и ние спремни на тоа. Значи, не ако не сме спремни па да влегуваме да разговараме, и ако ви забележиме, затоа е потребна емпатијата, тоа е таа техника што се учи за да сватиме дека не секогаш човекот сака да разговара. Не секогаш се луѓето отворени. И дека не треба да се окриви ако не сака да разговара. И не треба да се окриви точно. И не треба да се разбере буквално. Да, не еве јас дојдов тука, па сега ти еве толку време помина, ти зашо уште. Тоа не е наше. Секој индивидуално поминува низ тоа. Сакав да исто така да почнеме веќе да ги кажеме оние постулати овдека, неколку начела кои што се во твојата книга. И бидејќи си јога учител, јас морам да кажам за сите луѓе кои што навистина кога се во состојба на тага, колку овдека се практични вежбите, кога губиме, како да кажам, во тие моменти стварно човек е просто и не дишеш и не вегетираш на некој начин. Колку е важно, ако ништо друго не може да работи, мислам, знаеш, едноставно умот и плете разни приказки, да се врати на дишењето. И тогаш, во целата таа немоќ, во целата таа самотија, да најде време, затоа што и самата кажа, се отвара една дупка, едно време, еден простор. Просто со тој човек што си го минувал и ти више
како сега тој простори да се пополни, оти ние сме врзани, ние сме зависници едни од други. Што да правиш? И кога ќе освестиш дека не можеш ни 24 сати да плачеш, значи не е во ред, да освестат луѓето дека прво и основно треба да почнат да дишат. Да, во услови на тага, нели енергетски која ќе земиме, тагата, ова е сега по енергетската медицина, тагата се таложи во белите дробови. Така. И нели луѓето кои што се И да знаеме, еве и многу луѓе што оболеват и од бели дробови. Фактички мора да се замислат што е тоа во минатото, што се носат во себе. Поврзаноста помеѓу здравјето и емоциите е многу силна. Апсолутно. И тоа е двунасочна улица, така да тоа што чувствуваме влие на нашето физичко здравје и ние како се грижиме за нашето физичко тело, исто така влие врз емоциите и врз телото. Ако внесуваме само токсини, многу веројатно дека и ќе се внатрешно и енергетски пореметиме. Но тагата како емоција се таложи на нашите бели дробови и ни го спречува, нели ни го притиска, не можеме да го дишеме животот со полн здив. Кога се радуваме сме отворени, градниот кош е отворен, срцето е отворено, подигнати сме, а кога сме во тага и физички телото се менува, нели самата Здивот е пократок, едноставно си како... Па јас знам по себе, ја бев свиткана како кифла, значи до 40 дена не можев да се исправам. Значи тоа е состојба, тоа е таа болка, буквално значи ти го менува и физичкиот изглед на телото се менува. Сега не мора луѓето да знаат вашите некои големи науки, нема голема наука. Доволно ако еве како што ти кажа, телото е свиткано и се чувствуваме од било каква тага, депресија, било каква. Па не е од губиток љубовен партнерски исто ти буквално се луѓето или ако се скараш со некој што многу ти значи у фамилија, мајка, не знам, сестра, брат. И тоа чувство, таа внатрешна, доволно е да почнеме само да, нели, може да легнеме на пот, ако ни е тешко да стоиме исправени, легнати, само да ставиме раката на стомакот и да го насочиме вниманието на стомакот. Значи вдишуваш, стомакот се полни како топка, издишуваш, се спушта. И во тој случај, нели, градите бидејќи си легнат се опуштени, вниманието е ставено само на стомакот и го активираме оној дел од нашиот нервен систем кој што е поврзан со смирување, релаксација, значи стомачното дишење е она длабоко дишење кое што е поврзано со автоимуниот нервен систем, кој што го нашето тело отпушта и го шири внатрешна, како да кажеме, рамнотежа. Така да тоа е некоја кратка вежба кој што може да се направи, бидејќи свесното дишење е враќање на себе. Кога се враќаме на себе, на нашето тело, тогаш чувствувам како сум, каде сум натре во себе. Има, сега, бидејќи на вежби преминавме. Ако добро, сега на друга насока ме однесе. Заедно зборувавме на созема друга, меѓутоа има и во книгата точно за дишење. Многу е човек кој што поминува низ тага, па ќе кажам, било каква загуба е тага, било каква. Она што е многу важно, обично се обидува да го пополни своето време, нели, или се повлекува во себе, тоа е еден од начините, се повлекувам во мојот свет, влегувам, размислувам за минатото, целосно сум во онако што се нарекува, или ако тоа трае многу долго време, на daydreaming, и деновите поминуваат, како во некој свој свет човекот живее. Други типови на луѓе го поминуваат времето, друг тип на структурирање на време е разонуда. Тоа значи дека ќе се занимавам со некоја активност која што нема никаква врска со тоа што е предмет на тагување или загуба, ама и нема да направам никаква промена во животот, меѓутоа времето ќе го потрошам. И тоа може да биде, не знам, одење, оговарање, може да биде било што поврзано со никакви активности што немаат врска со тоа што се случува. Само за да го пополнам времето. И да избегаш од таа. Да, ќе гледам Netflix по цели денови, ќе се исклучам од се. Нешто ќе правам само за да не мислам на тоа што е и на тој начин не правам никаква промена. Третиот начин на структурирање на времето која ќе влезиме, јас сега не ги кажувам по редослед, ги кажувам како што во книгата ги напишав во однос на самите активности, се нарекува работни активности.
човек кој што е во загуба, не сака да дојде во контакт со своите чувства, бидејќи ќе се вознемири, се внурнува во некаква тип на работа. Дали е тоа неговата работа, дали е тоа во одгледување на дете, и сега целосно ќе бидам посветен таму, и тоа ми е како проект. И тие луѓе кога добиваат фидбек, викаат браво, супер, заврши работа, бидејќи се ориентирани целно, тие не го чувствуваат тоа дека е нивно, бидејќи тие само гледаат целта, сакајќи внатрешно, несвесно, ова се несвесно, да ги избегнат, да го избегнат нели чувството, да не се соочат со тоа, се фокусираат само на одреден тип на работа. Така. Потоа луѓето исто така играат психолошки игри кои што се целосно несвесни за луѓето кои што сите ние играме некакви психолошки игри. Да. Најчесто во психологијата се вели нели играта јаден ја, она што ти го кажа, кутар ја, сожалувајте ме, тоа е една од игрите кои што може да се играат психолошки, кои што не носат промена никаква во животот на човекот, а истовремено човекот играјќи таа игра си го потврдува својата рана одлука која што е донел во детството, која што е поврзана со нели раниот систем, родителите и така натаму, кој што на пример може да биде целиот свет е катастрофа, нема потреба воопшто да се трудиш. Или сите луѓе се лоши. Каква и да таа реченица што ја има во себе. И она кој што посветувам внимание во книгата се ритуалите. Тоа спаѓа во не толку комплексен тип на пополнување на време, но од аспект на загубата е важен. Зошто? Бидејќи ние имаме ритуали секојдневни, со мало р ги нарекувам, тоа се мали ритуали како на пример сабајле, секој сабајле пијам сама кафе и во нели се смирувам во контакт со мене сум. И нешто ако сабајле ме измести, имам чувство дека нешто не е како што треба. Така. Тие ритуали ни даваат чувство на мир и спокој во моментот. И за нив не ни треба енергија. На пример, кога учиме нешто ново, тогаш сме внесени, детето ни е внесено, целосно сме и има некаков резултат. Но ритуалот немаме енергија, едноставно нели еве со кафето просто уживаме или одење во црква, палење на свеќа или садење на некакви цвеќиња, тоа што е ритуал секој ден што се прави и тоа е како навика. Секој ден со истиот колега или колешка правиш, пиеш кафе и така натаму или некој разговор водиш. Но ритуалите со големо Р внесуваш енергија внатре. Може да кажеме дека ритуалите со големо Р се применуваат и во семените констелации, каде што на некој начин она кое што сме го превзеле како товар од нашите предци, го враќаме назад. Од друга страна, ја земаме нивната сила и ја имплементираме внатре во нашиот енергетски систем. Ритуалите кои што овдека ги наведувам може да бидат најразлични. Секој човек треба да си направи свој ритуал кој што ќе го поврзе со моментот дека он се ослободува од тагата или од загубата или од таа личност што го оставила или од некој очекување кој што очекувал нешто му се случи со некоја личност, таа личност не го направила тоа. Значи ритуалот е кога нешто го отпуштаме од нас. И, например, во книгата, можеби не си забележала, на дното на книгата има едни обетчиња, имам напишано приказната внатре. Јас сакав први книгата да ми биде со обетки, ама со дизајнерот преговаравме дека тоа не изгледаше баш како што треба. Меѓутоа, например, овие обетки ми ги даде тогаш на 20 години кога бев заљубена во еден дечко. Ми ги даде како поклон и после тоа нели ми раскина, а ја бев многу заљубена во него. И тие обетки мене ми беа символ на таа љубов и на тоа копнење кое што траеше година дена, не беше година дена, ама бев на вистина многу повредена. И се сеќавам, значи тогаш почнував пред 30 години бев одев нели во духовни организации, одев тогаш имаше една група за психолошки раст и развој, кој што на вистина ми помогна во тој период многу да се изградам како личност. И тие обетки се сеќавам дека исто таму имаше дека треба да ги завршиш работите, ги земав во рака. И тие ми ја символизираат таа некој копнеш дека ќе се врати тој нели во животот. И се сеќавам точно оде, вака ги држа во рака, толку ми беше жал што требаше да ги пуштам. Сакав да ги нели да се со слобода. Да. Толку ми беше жал, уште се сеќавам и на местото до ден денеска кај ги пуштив, двете вака ги пуштив една до друга и продолжив. Затоа што ствари тие ми беа символ на нешто што било, не се случило, им сум имала очекувања, готово, треба да продолжам. И навистина тој период така направив со неколку работи кои што ми беше важно да знам дека јас го продолжувам мојот живот. Тоа е еве. И тоа символично дека се затоа и го стави дека уствари е нешто што е оставено и што ние така треба да направиме. Не значи дека
дека ние повеќе дека ќе го заборавиш, дека како што многу мене ми беше тоа вредно искуство, јас со тоа научив. Сигурно со луѓе кои што сме живееле и кои што ни биле многу блиски сме ги загубиле, ние треба да ги славиме. Да се сеќаваме со радост на нивната на животот заеднички со нас, да се сеќаваме на убавите работи, да се смееме, и тоа значи дека сме ослободени, дека на тој начин и тие таму каде што се енергетски исто така се радуваат со нас. Бидејќи тоа е нешто што е природно и човечки. Животот тече, судбината така сакала да се случи тоа, нема никој крив за тоа, никој не сакал да си замине ни едниот, ни ние, ни тие што заминале, но животот тече и треба животот баш да го прифатиме така како што е. И тоа е, Прифаќањето е една многу важна, да кажам, многу важен сегмент од делот на освестување. Ние имаме најголема борба во животот фактички со прифаќање на некои нови, да речеме, постулати во животот, нови состојби, нова слика за животот, бидејќи ние едноставно сме растени со една таква слика, и тоа се големи сотпори кои ќе дојдат во смисла на тоа дека треба нешто да прифатиме како тако, и а тука и тоа отпуштање што велиш. Значи едноставно ние, ако не освести, јас велам, затоа треба доста луѓето да се едуцираат во тој поглед, бидејќи ако не донесат свесно одлука и ако немаат свесна намера дека сакат нешто, да го прифатат, затоа и во мојот мал увод кога започнав разговорот со тебе, реков колку е битно да сватиме дека некои работи треба да ги прифатиме од вишата сила, од Бог. Значи ние си мислиме дека во животот ќе биде онака, или ако работиме на себе дека нели ќе не прати, да речеме, ќе се случува се како што сакаме, и дека тогаш е Бог со нас. Немаме некоја поширока слика дека нешто може да се случи скроз контра од тоа што ние го сакаме, и покрај тоа што нели имаме и добра намера и добра енергија за некои работи и се, но едноставно и тогаш настапува тој период на хулење на Бога, јас сум казната, ние сме сите казнати, како што сега сме сведоци на се, нели, ова што ни се случува. Вокабуларот што е. И тоа имаше сега, упорно го барав тоа заглавје во твојата книга, ама не можам да го најдам. Не, за тагата кога беше за тие трансформации, значи кога ќе надвладее тагата после она во што се рефлектира, во лутина, во бес, каде она не носи, како луѓето да го освостат тој момент, зашто тоа е поврзано со фазите на истагување. Да, со фазите на истагување, и баш тука е повлекување. Така. Втората фаза е нели бес, лутина, кога сме лути на Бог, лути на луѓето, лути на ситуацијата, лути на се околу себе. И тоа луѓето го манифестираат на различни начини, може да е лутината кон себе. Потоа е фаза на депресија, кога се обвинуваме, се прашуваме, може вака да направам, онака да направам, јас грешив ова, јас грешив во тоа, и тоа исто е еден натрешен луп. И потоа доаѓа фаза на помирување, каде што едноставно е, јас велам, нулта точка, од каде што полека почнуваме да ја прифаќаме реалноста, колку да е болна, сваќаме дека нема промена и дека едноставно потребно е да најдеме некаков начин, некако светло, за да малку го почнеме да го живееме животот. И види, Јулија, во секоја фаза различни чувства се појавуваат, бидејќи тоа е индивидуално, ние сите луѓе сме различни. Тие што се екстровертни луѓе, тие повеќе зборуваат, повеќе имаат потреба, плачат, нели зависи дали се емотивни, ментални типови така натаму, ама екстровертно го изведе тоа. Интровертните луѓе во себето се повлекуваат, повеќе се во, значи тешко, да речеме, полека го поминуваат тој процес. И затоа, како што кажав, секогаш е потребно да има дали стручно лице психолог, дали да има некој кој што ќе работи со нив, или некој со кој што има добар контакт, квалитетен, кој што едноставно ќе биде тука присутен. Така малце да ги подбутне, кој ќе види дека е, да речеме, човекот заглавен, или било кој друг енерготерапевт, било кој со кој што они се чувствуваат комотни во тоа. И не сите луѓе исто така веруваат во Бог, некои веруваат, некои не веруваат. И тоа на тој начин
јас секогаш велам дека треба да ја гледаме поголемата слика, дека судбината така сакала, можеби терминот судбина е поразбирлив за луѓето кои што не се поврзани со Бог и дека едноставно... Ама сепак мислам дека судбината им е од Бог, па хулат на Бога. Затоа се многу исповрзани и испомешани, затоа што ние во традицијата... Знаеш како, да, ние имаме некои зборови кои што се навистина, како да кажам, може би наши секојдневни усвоени, ама мораме на некој начин, зашто кога ќе се каже судбина, знаеш како нешто да ти е судено и да, нас тоа ни е судбина, но затоа сакам да кажам, зошто човекот не може да прифати дека судбината некогаш може и така да го шамара, и тогаш се му е, кога му е добро, значи верува во добра судбина и дека е тој некако помилуван или дека правил некои добри работи, а кога некому ќе му се случи нешто лошо, тогаш верува дека има лоша судбина затоа што правел лоши работи. Има една поговорка која што духовните учители ја кажуваат и вели раката која што ја испишала судбината е истата рака што може да ја смени. Односно, тој кој што, нели велиме, судбина ми е што и да ти се случило, тоа јас таква карма имам, тоа се употребува или исто. Таква ми е кармата, тоа е, не можам да сменам ништо. Тоа е. Не, тој што ја испишал, само тој може да ја тргне на страна и дека над секоја една судбина се наоѓа раката на Бог, кој што може да даде благослов. Така зборат, нели, така е во духовните учења и тоа е нешто кое што луѓето треба да го... Но некогаш е благослов и да отидеме од оваа реалност. Тоа луѓето, знаеш како мислат дека е само благослов ако останеме тука. Затоа велам, тој што не го поменал тој пат. Така е. Мојата душа зборува од малку подруг аспект, затоа што благослов е и за оној другиот што ќе отиде таму. Затоа што ние не можеме да кажеме дека овдека е најголемиот благослов да останеш овде на земјата. За жал. Да, ние не можеме да знаеме тоа. Да го прифатиме како вистина. Како вистина, затоа некои луѓе во некои земји го слават кога ќе се отиде на тој свет, а други запаѓаат во толку голема тага од која што после тешко излекуваат. Во Тибет, на пример, кога ќе почине некој, они организираат веселба и сите, нормално во книгите сум го читала тоа, и сите кои што седнуваат, се веселат, зборуваат убави работи, се смеат и едноставно уживаат. Верувањето е дека ако душата е се уште тука присутна и гледа дека луѓето се веселат и уживаат во животот без него, дека он многу полесно ќе премине во наредната фаза на неговото битисување, кое што е, нели, после... Да, тоа така е, но морам да кажам дека за седно нештото има таква традиција. Да, кај нас е друга традицијата. Да, кај нас е друга традицијата. И ние сите сме условени на некој начин со она, со подневието каде живееме и со нашите традиција, која што на вистина на некој начин е многу убава, но треба и таа да се разбере. Луѓето многу малку знаат од духовноста, од нашата, мислам, на ова тло, која што исто така е многу оптимистичка, но едноставно тој сегмент е како оставен на страна. Сега вака за традицијата кај нас и нели кај нас на кога некој ќе почине, порано имало жени што плачат, така што зборуваат и што плачат, и кај нас нели претежно е тагувањето голямо како што зборевме до сега. Но во суштина на таа традиција што стои? Многу луѓе во која ќе им се случи таков шок, тие се замрзнуваат, не умеат да го извадат од себе тоа и превземаат некој дел од овие начините што ги зборев. Начинот како тоа ќе го направат, всушност тие жени традиционално постоеле за да ги поттикнат луѓето да плачат, да се исплачат, да излезе од нив. И поврзано е со потиснатите емоции повторно. Меѓутоа тоа се ритуали некои што постоеле древни, кои што ние сега успеваме да ги фатиме тие некои нитки зошто тоа се случувало, зошто порано имало жени што тоа го правеле. За да се исплачиш и во тебе да почне процесот на оджалување. Точно така. Овде ќе го завршиме разговорот и јас би посакала на вистина секој да го одживее тој процес, да ја исфрли својата тага, можеби на некој начин и ние ќе придонесеме за ова со овој наш разговор, затоа што тагата е процес и да им дозволиме на луѓето да се оттагуваат, да го изживеат тој процес и се разбират полесно да е на нивните души и на душите на тие што заминаа во другата реалност. Така, фала ти многу на гостопримството. Гледачите може да ме најдат преку мојата веб страна Healthy Life Skills и Healthy Yoga ми е исто така профилот, така да ќе ми биде мило да било што ако ме пишат да им одговорам.
Така, и да проаѓат низ тие процеси со навистина со вистинска рака за било што во било кој сегмент за емоциите кои што ете на некој начин нели се деструктивни како што е тагата. Но ние сега еве со насмевка и со радост ќе се поздравиме, ти посакувам секое добро и се гледаме пак за добро заедно. Благодарам многу. Најдраги мои, вашиот водител и мотиватор за денеска ги исцрпи темите. Простете ми ако можеби бевме разбрани или неразбрани, но сепак се беше со добра намера. Останете во добро. Ве сака ваша Јулија. Будење со Јулија.